Водата во Гостивар постепено се стабилизира, но граѓаните се уште не смеат да ја користат за пиење и готвење. Бројот на бактерии е значително намален, а надлежните очекуваат дополнителните анализи да покажат дали водата веќе од наредната недела ќе биде прогласена за безбедна. За раководителот на главниот штаб за управување со кризи Ангелов, состојбата со водата е значително подобрена по повеќедневното хиперхлорирање на водоводниот систем, но за тргање на забраната нема да биде доволен само еден добар резултат. Потребно е во неколку последователни анализи да нема присуство на бактерии, а потоа и нивото на хлор да се врати во дозволените граници, вели Ангелов за Алфа. Состојбата со водата во Гостивар е значително подобрена. Последните наоди се значително подобри во однос на претходните, но потребно е време за истата да биде прогласена за чиста за пиење. Од резултатите од анализите ќе зависи и укинувањето на забраната за користење на водата, додека не се потврди исправноста во повеќе последователни мерења на Агенцијата за храна и ветеринарство. Граѓаните ќе мора да почекаат со нејзиното користење за пиење и готвење. Агенцијата за храна и ветеринарство ќе го направи тоа тогаш кога водата ќе биде и хемиски и бактериолошки исправна за пиење. Гостиварци претходните години се соочуваа со сериозен недостиг на вода во водоводниот систем, а надлежните тогаш не преземаа соодветни мерки за обезбедување дополнителни количини вода. Народниот правобранител Селјами излезе со препорака до Советот на општина Гостивар заради последните случувања да донесе одлука со која граѓаните ќе бидат ослободени од плаќање на водата за периодот додека таа не е безбедна за пиење. Според него, во услови кога водата не може да се користи за основната намена, граѓаните не треба да ги сносат трошоците за услуга што не им е обезбедена во согласно со стандардите за безбедност. До сега се регистрирани повеќе од 4000 заболени, од кои над 1000 се официјално пријавени како случаи на заразна болест и за нив се спроведуваат епидемиолошки анкети. Клиничката слика кај пациентите е слична, а најчести симптоми се стомачни тегоби, диареја и други цревни инфекции. Добрата вест е што во последните неколку дена бројот на новозаболени се вратил на нивото што било вообичаено пред избувнувањето на епидемијата.